Почитувани, Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје ја негува својата долгогодишна традиција и денес во рамките на програмата за одбележување на 76 годишнината од своето основање, како и прославата на патрониот празник, Денот на светите Кирил и Методи, 24 мај, доделува признание како резултат на исклучителна соработка и академска поддршка, што придонесе за создавање нераскинливи врски и пријателства. Добре дојдовте на свеченоста по повод доделување на звањето почесен професор на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Ја поканувам ректорката, професор доктор Билјана Ангелова, да го отвори настанот и да ја започне оваа свечена манифестација. Повелете, ректорке. Почитуван господин Доменик Коберлинг од Оделот за култура при Амбасадата на Република Германија, почитуван професор доктор Питер Марк, почитуван декан на Градежниот факултет во Бохум, професор доктор Марк Вихен, почитувани ректори на другите универзитети, почитувани членови на Сенатот, почитувани декани, почитувани професори, почитуван декан на Градежниот факултет професор доктор Горан Марковски. Имам особена чест и задоволство во име на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје и во свое име да ве поздравам на оваа свечена академска церемонија на која го доделуваме највисокото почесно признание што нашиот универзитет го доделува, звањето професор онорис кауза. Придонесот на одредени поединци се различни, но нивната вредност е немерлива. Токму тие се вградиле себе си во се она што го прави Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје препознатлив, значаен и единствен во државата и надвор од неа. Ја имаме честа и привилегијата да дадеме должно признание и почит на еден голем пријател на нашиот универзитет и на нашата држава. Почитувани присутни, Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје како најстара, најголема и најзначајна високообразовна научна установа во Република Македонија, во текот на своето постоење разви длабока традиција на академска изворедност, меѓународна соработка и вреднување на вистинските придонеси во науката, образованието и општествениот развој. Во таа насока, едно од највисоките признанија што нашиот универзитет може да го додели е токму почесното звање професор онорис кауза. Ова звање се доделува на истакнати личности од земјата и од странство, кои со своето научно, стручно или општествено десување дале исклучителен придонес во развојот на науката, образованието или во унапредувањето на соработката на универзитетот. Звањето професор онорис кауза не е само формален гест на признание.
Таа представува израз на длабока почит и благодарност, но и потврда на вредностите кои нашиот универзитет ги негува, а тоа е квалитетот, интегритетот, посветеноста и академската соработка без граници. Денес имаме чест токму ова признание да му го доделиме на еден исклучителен научник, професор и пријател на нашиот универзитет, професор доктор Питер Марк од Техничкиот универзитет во Бохум, Германија. Одликуваме личност со извонредни научни, педагошки и стручни достигнувања. Истакнатиот професор по градежништво на Рурскиот универзитет Бохум во Германија. Професорот Марк е истакнат научник во областа на градежните конструкции, бетонските конструкции и современите градежни материјали со посебен фокус на нивна оптимизација и одржливост. Со децении наназад, тој е еден од водечките имиња во европскиот и во светскиот инженерски академски простор, автор е на бројни публикации, носител на значајни истражувачки проекти и ментор на генерации инженери и докторанди, кои и денес го следат неговиот пример и неговата професионална посветеност. Но денешната одлука не е донесена само врз основа на неговата академска извонредност. Професор Марк е долгогодишен пријател и соработник на нашиот градежен факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи. Со својата стручност, пристапност и подготвеност за соработка, тој даде значаен придонес во зацврстување на врските помеѓу двете академски институции од Бохум и од Скопје. Во текот на досегашната соработка, тој беше коментор на двајца наши докторанди науки, ментор на тројца запишани на Универзитетот во Бохум, поддржувач на мобилноста на наши студенти и млади истражувачи, професор на третиот циклус на студии на Градежниот факултет, член на Комисијата за развој на научно-истражувачка работа на Градежниот факултет, учесник во заеднички научно-истражувачки проекти, предавач на бројни стручни академски настани, коавтор на 19 заеднички публикации во престижни списанија и на меѓународни собири и вистински амбасадор на интернационалната соработка. Во свое присуство и ангажман професор Марк остави траен белег во развојот на инженерската наука и образование во нашата земја. Дозволете ми во мое лично име и во името на целиот универзитет да изразам длабока благодарност до професор Марк за неговиот несебичен придонес, за неговата посветеност и за неговата подготвеност да биде дел од визијата за европски и глобален универзитет кој се гради врз основа на квалитет, соработка и човечки вредности. Уважени гости, имам чест и особено задоволство да истакнам дека ова високо признание е израз на благодарност за неговата исклучителна поддршка и ангажман во афирмација на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје и на нашата држава на меѓународната сцена. Тоа се потврдува и преку неговиот извонреден углед и севкупни достигнувања во наставно-образовната, научно-истражувачката и апликативната дејност, како и преку неговиот значаен придонес во создавањето на кадри, заедничките научни проекти, академските собири и постојаната соработка со Градежниот факултет во Скопје како предлагач на ова признание. За нашиот универзитет овој академски чин има посебно значење. Денес, УКИМ со гордост во своите редови вклучува еден докажен, врвен стручњак од областа на инженерството и технологијата, односно градежништвото, архитектурата и заштитата на животната средина. Почитувани, дозволете ми да го повикам деканот на Градежниот факултет, професор доктор Горан Марковски, да ја изнесе својата промоторска реч по повод доделувањето на звањето професор онорис кауза во областа на инженерството и технологијата на професор доктор Питер Марк. Декане, повелете. Почитувана ректорке на Универзитетот Свети Кирил и Методи, професор доктор Билјана Ангелова, почитуван господин Доминик Коберлинг, представник од Оделот за култура при Амбасадата на Република Германија во Република Северна Македонија, почитуван професор доктор Питер Марк, почитуван декан на Факултетот за градежништво и животна средина во Бохум, професор доктор Марк Вихерн, почитуван председател на Сенатот на Универзитетот, почитувани проректори, сенати, ректори, декани, продекани, професори, дами и господа. Дозволете ми накусо да го представам професионалниот животопис на професорот Питер Марк и неговите заслуги за развој на нашиот универзитет.
Професор доктор Питер Марк е роден на 22 март 1970 година во Мунхаим, Сојузна република Германија. Дипломирал во 1994 година на Факултетот за градежништво и животна средина на Рурскиот универзитет во Бохум, СР Германија, каде во 1997 година се стекнал и со титулата доктор на науки. Во 2006 година го одбранил својот хабилитацијски труд армирано-бетонски елементи изложени на биаксијално свиткување и смолкнување, со што се стекнал со титулата доктор инженер хабилитант. Од 2009 година професор доктор Питер Марк е редовен професор и раководител на Институтот за бетонски конструкции при Рурскиот универзитет во Бохум. Во периодот 2015-2017 година ја извршувал функцијата декан на Факултетот за градежништво и животна средина. Во 2020 година професорот Питер Марк добива престижна понуда за местото редовен професор, позиција W3 на катедрата за бетонски конструкции на Универзитетот во Ахен, Германија, но сепак решава да остане на матичниот универзитет. Поради исклучителните научни достигнувања во области кои го засегаат општеството како целина, во мај 2024 година, професор доктор Питер Марк е избран за член на Академијата на науките и уметностите на Северна Рајна-Вестфалија, Германија, во одделот инженерство и економија. Тој е активен и афирмиран член на бројни меѓународни научни и стручни асоциации, уредувачки одбори, на реномирани списанија, работни групи за изработка на европски стандарди од областа на бетонските конструкции и друго. Зад себе во улога на раководител или партнер има огромен опус реализирани и актуелни научно-истражувачки проекти. Професор доктор Питер Марк е ментор на голем број докторанти како од Германија, така и од други земји од Европа, Азија и Африка, при што во моментов води 13 од нив, од кои 2 и од нашиот универзитет. Професорот има објавено преку 400 научни трудови, од кои околу 200 во списанија со фактор на влијание, има објавено 6 книги и преку 70 поглавја во книги. Неговата извонреност во научно-истражувачката дејност е евидентна и од параметрите поврзани со цитираноста на неговите научни трудови. Изворот Google Scholar, H-индекс 26, цитиран 3668 пати, извор на Scopus, H-индекс 22, а цитираност 1713 пати, како и од учество во голем број научно-истражувачки проекти финансирани од Германската фондација за истражување. Во улога на коавтор во 2017, 18 и 20 година добитник е на признанија за исклучителен труд за соодветната година за публикации објавени во реномираното списание Materials and Structures. Еден е од авторите на скоро издадената книга Optimization Aided Design Reinforced Concrete, која обработува актуелна проблематика поврзана со мерки за намалување на негативното влијание на градежната индустрија врз животната средина. Покрај ангажираноста и целосната предаденост на наставните и научно-истражувачките активности, професор доктор Питер Марк континуирано извршува и консултантски и ревидентски услуги за специфични објекти во својство на лиценциран експерт од државата за проверка на бетонски и композитни конструкции, како и експерт за контрола на звучна и термичка изолација. Придонесот на професорот доктор Питер Марк во подобрувањето на научно-истражувачката дејност на градежниот факултет и неговиот развој е голем, би рекол, непроценлив. Непроценлив затоа што одредени аспекти на неговиот алтруистички пристап, кои дополнително влијаат врз развојот на научната и друга мисла на младите кадри на факултетот, едноставно не можат да бидат квантифицирани. Соработката со почитуваниот професор започнува во далечната 2009 година во рамките на Меѓународниот центар за докторски студии од областа на инженерството СИФОРМ, каде 15 членови на наставниот кадар на универзитетот наш УКИМ при изработка на своите докторски дисертации соработуваа со професори од повеќе универзитети во Германија, меѓу кои и со професорот Питер Марк, кој беше коментор при изработка на докторските трудови на 2 сега веќе редовни професори на градежниот факултет во Скопје. Во 2013 година професор доктор Питер Марк иницира нов тип на соработка помеѓу Рурскиот универзитет и градежниот факултет при УКИМ, насочена кон непосредно стипендирање на наши млади соработници
докторанти, кои истражувањето го реализираат на двата универзитета, а финансирањето во најголем дел е од средства на Институтот за бетонски конструкции на Рурскиот универзитет во Бохум, Германија. При тоа, под менторство на професорот Марк и наше коменторство, досега е заокружена една, а во фаза на реализација се уште 2 дисертации, сите пријавени на Универзитетот во Бохум. Покрај покривањето на директните трошоци на истражувањето, младите истражувачи имаат можност за финансиски покриено учество на меѓународни собири, работилници, набавка на лабораториска опрема, софтвер, литература и многу друго. Овој повик за уникатна можност за стипендирано студирање на 3 циклус студии на РУП е континуирано отворен и достапен за нови кандидати од нашиот факултет. Во рамките на оваа соработка, а по иницијатива и организација на професорот Марк, донирана е современа опрема за лабораторијата за материјали и конструкции на Градежниот факултет во Скопје. Со дел од таа опрема создадена е лабораторијата за испитување на долготрајни дејства на бетонот, која на предлог на професорот Марк го носи името Blue Lab, Bilateral Long-Term University Exchange. Покрај ова, донирани ни се и голем број лабораториски алати и машини, кои доскоро беа употребувани во престижната лабораторија на РУП. Ваквата долгогодишна интензивна соработка резултира и со заеднички настапи на меѓународни собири, како и објавување на 20 на заеднички трудови во релевантни списанија и на престижни конференции. Вреди да се спомене дека за еден од нив добиено е признание за исклучителен труд објавен во 2019 година, Outstanding Paper Award, во реномираното списание Materials and Structure, чиј издавач е Springer. Во студиската програма Градежништво од докторските студии на нашиот универзитет, акредитирана во 2011 година, вклучен и предметот мониторинг на конструкции, во кој како предметен наставник се јавува и професорот Питер Марк. Неговото богато истражувачко и практично искуство во оваа современа област овозможува квалитетно приближување на оваа се уште се поактуелна проблематика од областа на градежништвото до нашите студенти. Во рамките на предметот трајност на бетонски конструкции во првиот и вториот циклус на студии на студиската програма Градежништво, професорот Марк, во својство на повикан реномиран професор, во февруари 2015 година одржа предавања на тема Life Cycle Strategies for Age Engineering Structures. Во изминатите 15 на години континуирана соработка со професорот Питер Марк. Тој бил активно вклучен во меѓународниот проект финансиран од германската агенција DAAD, во рамките на кој е организиран Меѓународниот центар за докторски студии од областа на инженерството СИФОР. Овде заслужува да се потенцира дека овој проект е единствен од 63 проекти од регионот, избрани за финансирање во 2004 година, преку Пактот за стабилност на Југоисточна Европа, кој го задржал финансирањето цели 10 години. Со Рурскиот универзитет во Бохум, односно со професорот Питер Марк, Градежниот факултет во Скопје и Градежниот факултет во Белград, учествуваа на подготовка на апликација за трилатералниот научно-истражувачки проект Making Concrete Green, Customized Concrete Structures Optimized for Long-Term Loadings, финансиран од DFG, Германската фондација за истражување. Иницијалната фаза на проектот беше прифатена во 2018 година. Професор доктор Питер Марк со свое предавање учествуваше на работилницата под наслов Structural Health Monitoring and Building Information Modeling, одржана од 23 до 25 март 2017 година на Градежниот факултет во Скопје, на која присуствуваа представници од владини институции, стопанството и академијата од Македонија и од Германија. Работилницата имаше за цел да иницира применето истражување и трансфер на технологии врз основа на веќе формирани истражувачки мрежи, како и интеграција на младите истражувачи од универзитетите и стопанството. Професорот Марк, во својство на повикан предавач и член на научниот одбор, е редовен учесник на меѓународните симпозиуми на Друштвото на градежни конструктори на Македонија, кое што своето делување првенствено го темели врз поддршка од Градежниот факултет во Скопје. За својата континуирана поддршка на активностите на друштвото и придонесот за негова меѓународна афирмација, во 2013 година професорот е избран за негов почесен член. Професор Питер Марк со своите предавања за актуелните европски стандарди за бетонски конструкции, Еврокод 2, учествуваше и на семинарот кој во организација на Друштвото на градежни конструктори на Македонија, Градежниот факултет во Скопје и Комората на овластени архитекти и овластени инженери се одржа во Охрид во 2011 година.
Професорот Питер Марк даде свој придонес и на стручната конференција од логаритмар до вештачка интелигенција, која во октомври 2024 година се одржа по повод 75-та годишнина од основањето на Градожниот факултет Скопје. Исто така, на стручната конференција, која што се одржа неодамна во Скопје, насловена како Нови екобетони за одржлив свет, а во организација на Титан, УСјЕ и Градежниот факултет, професор доктор Питер Марк ги презентираше своите резултати и искуства од актуелните научно-истражувачки проекти на неговиот институт во врска со можностите за градежништво со нула емисии на јаглерод диоксид. Од октомври 2022 година професорот Марк е член на Комисијата за унапредување на научно-истражувачката дејност на Градежниот факултет. Тој е пасиониран љубител на прошетки низ природата и вистински влюбетник во уметноста. И да не заборавам, посветен промотор на македонското вино и храна на Македонија во целост. После сето наведено, очигледно е дека професорот Питер Марк во целост ги исполнува поставените 6 статутарни услови на Универзитетот Свети Кирил и Методи за добивање на ова престижно признание. Како негов долгогодишен близок соработник, би си зел за право да констатирам дека поддршката на професорот за развој на нашиот факултет, а со тоа и универзитет, е далеку поголема и покомплексна од она што е пропишано во нашиот статут. И по хоризонтала, и по вертикала. За жал, мојот расположив фонд на зборови е пресиромашен за целосно искажување и споделување на внатрешното чувство на благодарност кон почитуваниот професор. За неговата професионалност, скромност, љубезност, искреност, доверба, вниманието и грижата за нашите млади кадри, отварањето на за нив нови стручни и животни хоризонти, за префинетото чувство за хумор, за невидливиот, но секогаш присутен развоен флуид во меѓусебните односи. Од сето наведено, произлезе задоволството со кое на Универзитетскиот сенат му предложивме почитуваниот професор доктор Питер Марк да биде избран за почесен професор, професор онорис кауза на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Почитуван професор Марк, драг пријателу Питер, добре дојдовте во нашето академско семејство. Благодарам. Почитуван декане Марковски, ви благодарам за вашата премудрска реч. Почитувани, со големо задоволство и чест, денеска Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје му го доделува звањето професор онорис кауза на еден од најголемите пријатели на нашиот универзитет, на професор доктор Питер Марк, во знак на признание за неговите исклучителни научни и академски достигнувања, како и за долгогодишната поддршка и соработка во областа на инженерството и технологијата. Ја поканувам проректорката за наука на Универзитетот Свети Кирил и Методи, професор доктор Валентина Гечевска, да ја прочита одлуката на Универзитетскиот сенат за доделувањето на звањето професор онорис кауза на професор доктор Питер Марк. Проректорки, повелете. Благодарам, ректорке. Врз основа на член 157 став 1.8, член 334 и член 335 став 8, како и член 339 од статутот на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, Универзитетски гласник број 425 од 2019 година, Универзитетскиот сенат на својата 20-та седница, одржана на 24 април 2025 година, ја донесе следнава одлука. За доделување на звање почесен професор, професор онорис кауза на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, на професор доктор Питер Марк од Рурскиот универзитет во Бохум, Германија. Член 1. Во знак на признание за афирмација на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје и на Република Северна Македонија, во меѓународното опкружување, преку неговиот меѓународен углед, потврден со неговите севкупни достигнувања во наставно-образовната, научно-истражувачката и апликативната дејност, како и неговиот придонес во создавањето наставни и научно-истражувачки кадри на универзитетот, учество во заеднички научно-истражувачки проекти, научни собири и слично, по предлог на Градежниот факултет во Скопје, се доделува звање почесен професор,
професор honoris causa на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје на професор доктор Питер Марк од Рускиот универзитет во Бохум, Германија. Член 2. Промоцијата за доделување на почесно звање почесен професор на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје ќе ја изврши ректорот на универзитетот. Член 3. Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето. Председател на Универзитетски сенат, професор доктор Драги Димитриевски. Благодарам. Почитувани, ве молам сите да станете. Согласно одлуката на Универзитетскиот сенат, прогласувам дека Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје му го доделува звањето почесен професор, професор honoris causa во областа на инженерството и технологијата на професор доктор Питер Марк. Почитуван професор доктор Питер Марк, ви честитам на високото признание и во оваа свечена прилика ве молам да ги примите одората, плакетата и дипломата како символ на ова исклучително признание и благодарност за вашиот долгогодишен и значаен придонес во развојот на инженерството и научната соработка помеѓу нашите институции. Со ова ви изразуваме најдлабока благодарност за вашето посветено работење и научна работа и ви посакуваме уште многу успешни години во вашето академско и истражувачко патување. Признанието кое ви го доделуваме денес е плод на посветеноста, знаењето и напорната работа која ја вложивте во развој на академската и научната заедница. Вашата соработка со Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје е пример за тоа како меѓународната размена на знаење и искуства може да создаде трајни и плодни партнерства. Со ова признание, ние не само што го наградуваме вашиот труд, туку ја потврдуваме и нашата посветеност на понатамошно градење на мостови помеѓу универзитетите со цел да ги потикнеме младите истражувачи и студентите на нови достигнувања и иновации. Почитуван професор Питер Марк, почитувани, денешното признание е уште еден чекор напред во нашата традиција на раст и развој, како и во нашето посветено градење на силни меѓународни партнерства. Нека овој ден биде само уште еден потсетник за важноста на знаењето, на научната соработка и на вредностите што ги споделуваме со нашите партнери. Почитувани, имам чест да го поканам професор доктор Питер Марк да се обрати на овој аудиториум. Magnificenz Angelova, Vice Rector Dean Markowski, first of all, let me say thank you. I could not follow all the words, but I think they are very kind, and how often you repeated my name, I'm really embarrassed. I hope they can stand these high standards. So thank you very much, and thank you very much for honoring everybody to come. Magnificenz Angelova, Minister of Education and Science, Professor Jawenska, Vice Rectors, President of the University Senate, Deans and Vice Deans of the faculties from Skopje and Bochum, Directors of the institutions, colleagues, members of the faculties, ladies and gentlemen, friends. Thank you very much for electing me as an honorary professor at Kirill and Methodius University and for giving me the privilege of sharing this unique occasion with you today. It means a lot to me, and I feel very dignified that so many attend this celebration. Professor Ray Clough from the University of California, Berkeley, founder of the cutting-edge method of finite elements, was one of my idols when I started my PhD back in the 90s last century. Professor Günther Schmid from Ruhr-University Bochum gave me that chance and offered me a scholarship within the interdisciplinary graduate school Computational Structural Dynamics to me.
At that time, my plan arose to become a scientist. It was also Professor Schmid who initiated cooperation between the universities of Skopje and Bochum more than 40 years ago. Under these influences, I started my scientific career with a strong belief that overcoming limiting fences and crossing the disciplines in international cooperation form a strong and solid basis of innovation and research. As a convinced European with Italian, Czech, and Austrian roots, my reference for Professor Romano Prodi, especially known for his circumspective presidency of the European Commission, is easy to retrace. Knowledge-based decisions, objectivity, and modesty characterize his behavior, shaping a clear counterpart to the noisy idle talk of the populist. All three personalities, Clough, Schmid, and Prodi, are honorary professors at your University of the Saints Kirill and Methodius. Standing now in line with them fills me with delight beyond words, deeply felt gratitude, and a future commitment to continue in such high standards. I'll try to keep up. Thank you for this outstanding honor of bestowing me the title of Professor Honoris Causa. The story of my cooperation with the Faculty of Civil Engineering in Skopje started almost 20 years ago. It raised upon Professor Schmid's and Professor Höffer's prior initiatives of establishing joint educational master and bachelor programs and corresponding engagements of the professors Dumova, Markowski, Cvetkovska, Grammatikov, and many others. And it all just got possible with my colleague and dear friend, Professor Goran Markowski. The idea was to step ahead from this master to a PhD cooperation and to develop PhD works of joint thematic interests. PhD students should research at Skopje as well as Bochum, and at the same time support the teaching activities here. As a free researcher's mind needs independence, we set up scholarships to finance the candidates, the accommodation, experimental equipment, as well as travels to conferences to allow to present and to defend results self-responsible. Then COVID-19 brought dramatic challenges for all of us, but especially for our PhD candidates and the cooperation. Today I can state that we have overcome all these difficulties, and even more, the crisis confirmed that we can rely on each other whatever might happen and whatever it takes. And who can say this on a research cooperation? It got far beyond a cooperation, it's a true friendship now. My heroes are the candidates. They trusted on the concepts of their supervisors, ambitiously and skillfully elaborated their research, found new partners, and in between got internationally visible personalities. 4 PhD holders, all of them now assistant or associate professors at the Faculty of Civil Engineering Skopje, are today with us here in the auditorium. 2 of them finished at Bochum University with the extraordinary grade with distinction. 2 PhD candidates are close to successfully finalize, and 1 postdoc is jointly researching at both universities. Please let me also name the supporters in the back located at Bochum. They merit a major share of honor. Among these are the senior engineers Dr. Ahrens, Dr. Fohrmann, and Dr. Sanyo, the head of our structural testing laboratory, Dr. Alavi, the secretaries Gisela Wegner and Sabine Weiss, and last but not least, my wife, supporting in the very diverse untechnical issues showing up. What can we forecast for the future and the times to come, knowing that all prognoses are difficult, especially those regarding the future? This popular saying and awareness is ascribed to Niels Bohr, the Danish atom physicist. 3 aspects will be of special importance in my view. First,
the basis of all prosperous developments is freedom and trust. It builds the floor to dance on, freedom of speech, freedom to develop, and monetary independence. So let us stand up for equal footing, objectivity and respect, and fight suppression and ignorance. Second, give a chance to the young. Just as we old hands here in the room had a chance sometimes before. Foster visible international recognition, and to the young, get engaged. Third, the derivatives count, even more for the future. Meant are the derivatives of the current state, namely its changes in velocity and acceleration. When I look at your freshly renewed classrooms, modern IT equipment, and the amount of eager bachelor and master, as well as PhD candidates, available at the Faculty of Civil Engineering, I have no doubts that provisions are made for steep gradients. Let me illustrate to give you an idea. I show you this picture. And you might recognize a gent and a lady. The gent is Professor Ben List. Professor Ben List holds the Nobel Prize in Chemistry 2022. From my point of view, he's the top of actual science, and this is the present. The lady, side by side, this is Dr. Maria Duchewska, the best, or one of the best PhD candidates I ever had in Bochum, finishing with distinction last year in Bochum University, designer of 2 WADA bridges and associate professor here at the university. And now you can make up the mind about the future. Now it's up to us to elaborate the track. I'm convinced that if we all invest our full energy and if we stay together, everything will turn out right. Nashata Sarabotka, me naoči, deka devarbata nema granici. Ta bara vnimanji, posvetonost I treplivost. A na krajot imaš mašnost da štegneš vistinski prijatelji, zageškogaš. I hope I did it right. I'll try to get better in Macedonian. So thank you, esteemed ladies and gentlemen, for honoring me today and allowing me to be a little bit like you. Thank you very much for your kind attention. Distinguished Professor Peter Mark, thank you for your speech and congratulations on the behalf of St. Cyril and Methodius University of Skopje for the award and become a member of our academic community. Thank you. Почитувани, убедена сум дека со понатамошната творечка работа на професор Питер Марк и во иднина ќе соработуваме помеѓу нашите 2 универзитета, Универзитетот Свети Кирил и Методи и Универзитетот во Бохум. Искрени честитки и благодарам уште еднашка до почесниот професор доктор Питер Марк. Со ова, денешната церемонија ја прогласувам за завршена и ве поканувам да ја проследиме сите заедно уметничката програма, која специјално за овој настан ја подготви Факултетот за музичка уметност при нашиот универзитет, а потоа ве поканувам сите на коктел во барот на универзитетот. Благодарам.